диагностицирани во текот на вечерта се префрлија од нивното место на живење во инфективната клиника во Скопје. Тие се со стабилна здравствена клиничка состојба, сосем лесна форма на болеста, но возраста ги прави да се во ризичната група, така да лекарите ќе ја пратат состојбата, ќе се интервенира по потреба во ситуација да има и влошување. Спремни се капацитетите на епидемиолозите, најде уште 9 други, исто во околината на нивното место на живење, кои што биле во близок контакт со пациентите кои што се сега на клиника. На сите нив им е дадена, препишана, им е назначена домашна изолација и здравствен надзор од страна на епидемиолозите и од страна на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Сите други патници се исто така идентификувани, сите се исконтактирани телефонски, кај дел од нив веќе се завршени и анкетите. Кај сите нив ќе биде исто така назначена домашна изолација и здравствен надзор од страна на инспекторатот. Еден од патниците е жител на Албанија. За идентитетот во текот на вчерашниот ден го известивме Албанското Министерство за здравство. Возачот во изминативе неколку денови повторно заминал на тура за Италија. Вчера ни укажаа дека денеска се очекува да стигне во нашата земја. Пред половина час пристигна на граничниот премин Табановце. Автобусот ќе биде ставен на страна, патниците ќе бидат ставени во една посебна просторија во собственост и менаџирање на Царинската управа, додека возачот ќе биде прегледан, ќе биде тестиран и што и како ќе се направи понатаму во однос на препораките на оваа нова тура патници ќе зависи од резултатот на анализата на тестот на возачот. Што значи дека е направен целосен увид, веќе се започнали контакти, дел се и интервјуата завршени, дел ќе продолжат и во текот на денот на сите сопатници кои што на 27 влегле во земја заедно со двајцата пациенти кои што се сега хоспитализирани. Целосно е спремен и објектот за изолација во Демиркапија. Тоа е објект како дополнителен капацитет на инфективните оделенија во Штип, Велес и во Гостивар. Тоа објект кој што е нов, кој што е изграден од страна на Министерството за труд и социјална политика. Во делот во Демиркапија е на страна целосно изолиран и сметаме дека е добро место да доколку се изнуди потреба за дополнителен број на луѓе кои што би биле во изолација, со цел да се олесни практично надзорот, како и работата на епидемиолозите, но и на припадниците на Министерството за внатрешни работи, дека тоа треба да биде едно место каде што тоа ќе се спроведува дополнително на овие 3 инфективни оделенија. Како ќе се направи и во кој момент ќе се направи, ќе зависи од моменталната ситуација, доколку се изнуди потреба да тоа се спроведе. Останува апелот да на граничните премини сите кажуваат вистинити податоци. Веќе имаме жаришта не само во Северна Италија, расте бројот во цела Европа, имаме случаи во Германија, има случаи во Шпанија, во Франција. За сите важи да кажуваат препораката, да ги кажуваат вистинитите податоци, дали биле во контакт со заболени, дали тие имаат симптоми, за нашите граѓани препораките за спроведување на личната хигиена, често миење на раце согласно тоа што го дистрибуираме во медиумите како препораки.